Меѓународната финансиска корпорација IFC, која е дел од Светската банка, ја препознава Македонија како стабилен партнер, пред се со растот на економијата во првиот квартал, потврди министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Државава од финансиската институција очекува поддршка во модернизација на преносниот систем за струја, изградба на когенеративни централи, системи за складирање на струја и енергетска транзиција. Покрај очекуваната финансиска поддршка, потребна е и поддршка во експертиза и менторирање на овие теми, смета Кочовска. Во таа насока ја поздравуваме поддршката за реализација на крупни инвестициски проекти, вклучително и развојот на ветерниот парк кај Штип, како инвестициите во индустриската модернизација и декарбонизација. Тие директно придонесуваат за нови работни места, трансфер на технологии за екнување на конкурентноста. Истовремено ги поздравуваме активностите на IFC за унапредување на инвестицијската клима и поддршка на реформите кои ја зголемуваат атрактивноста на земјата за домашни и странски инвеститори и придонесуваат за повисок економски раст. За меѓународните кредитори, растот на македонската економија дава сигурност и стабилност. With estimated growth last year 3.5%, it's an excellent opportunity to translate this macroeconomic stability into more stronger private investment, competitiveness and jobs. Експертите од Светската банка ја пофали и македонската енергетска стратегија во моментов. North Macedonia has a strong potential to produce more of its own energy, so using domestic resources, especially wind and solar. And this is important because electricity demand is projected to grow by 26% by 2040, so in around 15 years. Македонија има знаење и експертиза во делот на производството, особено со знаењето кое го донеле странските компании во државава. Со самото тоа, кредиторите очекуваат дополнителен раст на економијата, но и можности за повисоко ниво на додадена вредност, како и проширување на екосистемот со комбинација на извоз од домашни и странски компании.